Благодарам на сите присутни за учество во оваа дискусија. Најнапред ќе се обидам да посочам зошто ние како Институт за медиуми сме дел од оваа приказна, зошто се вклучивме во овој медиумски мониторинг на овие теми. Затоа што мислиме дека темите демократски институции, владење на право и реформи во јавна администрација се битни теми за секој граѓанин на оваа држава. Прво. Второ, потоа за граѓанските организации, па и за нас. И дека овие теми се битни независно од процесот на евроинтеграција. Односно, и да нема евроинтеграција, мислиме дека за нас како граѓанска организација, за граѓаните, темите на владење на правото, реформа на јавна администрација и демократските институции се неверојатно битни теми. За жал, и покрај тоа што забележуваме дека, што сметаме дека се битни, забележуваме дека за голем дел од медиумите во овој период овие теми не беа толку битни, односно беа на маргините на медиумските известувања или беа битни само во контекст на евроинтеграциите. Ние не бевме свесни дека денеска, да речеме, ќе имаме посета на фон дер Лајен и дека веќе се оформени кластери каде што овие зборови се клучни, меѓу другото демократски институции, владење на право и реформа на јавна администрација. Меѓутоа, зарем треба да дојде некој од Европската унија представник за да овие теми бидат во фокусот на медиумски интерес? Ние сметаме дека не треба да биде така, туку дека овие теми треба да бидат во фокусот на медиумскиот интерес независно од процесот на евроинтеграција и независно од тоа дали некои политичари од кои доаѓаат од странство и не посетуваат ќе инсистираат на овие теми. Зошто сметаме така? Затоа што сметаме дека демократските институции се пред се најбитни за граѓаните и за граѓанското општество. Токму затоа се вклучивме во оваа приказна и тоа ни овозможи, меѓу другото, да направиме повеќе интервјуа со представници на граѓанско општество и со подпредседателката Грковска направивме интервју за многу битни теми и со подпредседателот за евроинтеграција Маричич, меѓутоа и со министерот за внатрешни работи, и со министерот за информатичко општество и јавна администрација, и со народниот правобранител, и со Катерина и уште нашата партнерка од Живот со предизвици, и со Кржаловски направивме неверојатно добро интервју на тема поларизација, меѓутоа и за граѓанскиот сектор и воопшто за овие теми. Реформа на јавна администрација, владење на право и демократски институции. И ние исто стратешки, независно што завршува овој проект, ќе продолжиме да инсистираме на мониторинг, да ги покриваме овие теми и да упатуваме пораки до медиумите во однос на овие теми. Конкретно овој мониторинг решивме да го споделиме во посебна анализа, затоа што сметаме дека е интересен материјал кој возможува да се види како во последниве неколку години во медиумите се третирани овие теми. Меѓутоа, исто така, вториот дел од анализата содржи околу 300 референци со директни линкови до медиумски содржини, каде што и цитати од нив, каде што истражувачите или заинтересираните граѓани или комуникаторите од политичките комуникатори или од граѓанското општество ќе можат на едно место да ги согледаат трендовите, темите и главните пораки и критики кои што се упатени на овие теми. На крај само збор-два во однос на заклучоците и препораките од овој извештај на мониторинг. Би укажал, клучниот заклучок ни е дека овие теми се често пати маргинализирани, како што кажа Петри, преклопени од други теми. Ние веќе имавме мониторинзи на тие теми, специјални известувања, например, за како медиумите известуваат за францускиот предлог. Тоа беше последна анализа и објавена. Потоа како медиумите известуваат за уставните измени, односно како тие известувања придонесуваат за поларизација на општеството преку
поттикнување, да речеме, на говор на омраза или преку ширење на дезинформации и теории на заговор со кои што се поттикнуваше политичка и друг вид на поларизација во општеството. Меѓутоа сметавме дека е многу битно да се вратиме на овие теми и да видиме како медиумите известуваа за овие теми, како може да се подобри ситуацијата со известувањето, односно како овие теми од вон фокусот да станат во фокусот на медиумското внимание. Даваме и конкретни препораки до медиумите. На првата препорака до медиумите ни е дека и тие треба да дадат свој придонес за деполаризација на јавниот дискурс, воздржувајќи се од говор кој поттикнува на омраза, насилство, дискриминација или општествена поларизација, и дека треба да се фокусираат повеќе на овие теми, не само во контекст на пристапните преговори со ЕУ, туку и како теми кои се од особен интерес за граѓаните и подобрувањето на нивниот квалитет на живот. Затоа што токму тоа е. Овие реформи треба да го подобрат квалитетот на нашиот живот. И пред се за таа насока и за тоа е нашиот интерес за овие реформи да бидат успешно спроведени. Исто така, дека при покривање на овие теми медиумите треба да се придржуваат на принципот на проверка на факти и да ја афирмираат слободата на изразување со критички коментари. Исто, дека при покривањето на овие теми медиумите треба да обезбедат што повеќе критички извори од граѓанското општество, како и непосредни изјави од граѓаните, во насока на обезбедување на поголема отвореност и отчетност на надлежните институции. Ја даваме ова препорака затоа што забележуваме дека главни говорници при покривањето се политичарите или второстепено експертите од граѓанското општество, меѓутоа недостасуваат граѓаните како непосреден извор, бидејќи тие се најмногу засегнати од овие реформи и од овие теми. Исто така ние ги мониториравме и како патоказите. Трите патокази се во медиумите, од тамо исто заклучивме дека и покрај тоа што беа тие патокази во контекст на скрининг процесот акцентирани од политичарите, дека самите патокази не пробија во фокусот на медиумското известување кога се дава политички изјави на овие теми. Исто така, при покривањето на овие теми медиумите треба да го прилагодат јазикот во медиумските содржини за да биде што поразбирлив за граѓаните. И Кате спомна дека главно јазикот е технички со кој што се покриваат овие теми и дека медиумите треба да вложат дополнителен напор за да се овозможи подобра комуникација со граѓаните кои што се засегнати за известувањето за овие теми. Ја тука би запрел, имаме и препораки до државните функционери, политичарите и другите јавни комуникатори, меѓутоа тие ќе може да си ги прочитаат или ќе зборуваме за нив во вториот дел во дебатата. Ви благодарам многу.